Добър ден или добро вечер за Сашко Андонов. Представи се у емисията Яденете представуват. Длъгък е моето представуване. Добър ден, благодарам на поканата. Аз съм Сашко Андонов, моментално актуален председател на Ротари клуб Кочани Виница. Имаш среќа што си юбилеен 10-ти поред, бидејќи 10 години постоете. Формират се 29 јуни, ако не се лажам, 2013 година горе беше состанок у долните простори на новиот мотел на градче. Имаше доста интересни теми, имаше доста народ тогај и од тогај како почнате да функционирате, бидејќи стварно вие за мене, ја по моја мисија, може некој нема да му се допадне тоа, меѓутоа вие се занимавате со една благодетна работа, по мене помагате колку што можете. Да, значи клубо обстојува веќе 10 години. Формирање, тоест чартерување, баш како што кажам, на 29.6.2013 година од 27 ентузијасти докажани во своето поле во кое работат. И е успешно 10-та година, на мене ми се падна среќата да бидам јубилеен председател. Зашо викам ми се падна среќата, бидејќи кај нас председателите се менуваат секоја година. Да. Значи во Ротари мандатот на раководството е 1 година и се бира интерно меѓу членовите. Вие се бирате обично 1 година од Кочани, 1 година од Виница или на 2 години од Кочани, 1 од Виница, имахте некои... Значи немаме некое правило, Аха. нема правило на бирање. Нашиот клуб ги представува и двете општини, пошто станува збор за мали општини. Во поголемите градови, например во Скопје Колку бројете, извини прво сега, членове почнате Значи, тогава од тоа малку? Почнавме 27 члена. Да. И во овој момент сме повторно 27 члена. Значи имаше некои промени во членството, како и во секој клуб, во секоја организација, некои имат обавези и не можат да присуствуваат на состаноци, едноставно ротираат и така. Повторно сме 27. Многу направите за овај период од 10 години благодетни работи. Значи помагате и здравствени институции, помагате од образованието, градинки, помагат библиотеката АБТ помагали, значи дека стигнете помагате. Како се организирате? Интересираме мен тоа, бидејќи тоа е многу интересна работа, бидејќи донациите ги собирате дали на тие вечери донаторски што ги организирате или? Значи вака сега, Ротари клубот е на целина од Rotary International. Rotary International е глобална организација составена веќе од 1.800.000 членови. Има повеќе од 46.000 клуба во низ целиот свет, кои горе-доле работат според истите начала. Значи началата ни се дадени од Rotary International, ние ги само следеме началата. Тоа е поддржување на мирот и спречување или решавање на конфликти. Имаме превенција и лекување на болести, обезбедување на чиста вода и храна, грижа за здравјето на децата и на родителите, грижа за основното образование и описменување и како унапредување на економијата и заедницата воопшто, исто така и заштита на животната средина. Значи тоа се ни главните фокуси во кои ние делуваме и најчесто на нашите состаноци кои редовно ги одржуваме, значи ние имаме секој понеделник состанок во 8 часот и дискутираме за актуелните теми со кои се соочува нашите општини и на тај начин донесуваме одлука во кое поле ќе действуваме. За финансиите, како што спомна, дел од тие финансии ги обезбедуваме од донации, организираме донаторски настани, меѓутоа веќе работиме и на проекти да донесеме и интернационални средства. Како со проектите што работите, доваѓате ле до некои средства, така да, бидејќи гледам последната донација, ако не се лажам, беше на противпожарното друштво у Кочани. Да, значи последната донација која направивме беше на противпожарното друштво во Кочани, со помош на пријатели, на Ротари пријатели од Словенија, успеавме да обезбедиме противпожарна опрема. Мислам дека беа 20 и нешто одела комплетни, со чизми, со шлемови, некои апарати за влегување во пожар, да, и слично. И благодарение на контактите кои ги има нашата интернационална организација, успеавме да ги обезбедиме тие
средства и ги дониравме на општината. На општината на противпожарното друштво. Добро. Исто така дониравме и иновативно средство за гаснење на пожар. Тоа иновативно средство имавме среќата да еден наш член од друг клуб, од Ротари клуб Скопје, го имат они патентирано и го обезбедивме преку нив тоа средство. Нашата пожарна, како што знам, имавме контакт, они веќе го имат употребено и кажува дека е многу ефикасно тоа средство. Така да, исто така последна донација ни беше и донација на доброволното противпожарно друштво. На нашата последна гала вечер се собраа доволно средства за кои им беа потребни на нив за да можат они да купат офроад возило за нивните потреби. Кажа дека овие помош благодарение на со словенците што соработуваат. Таа соработка мислам дека одамна ви трае на вас. Ако не се лажам, они ви беа гости кога отварате го парко у школото Кирил и Методи, тоа на средината кога отварате. Тие мислам дека беа од Лјубљана или од крај ли беа од дека. Да. Значи вака сега, како Шарков Ротари е интернационално. Да. И ние сме дел од таа организација. Сега, интересно е што Ротари, како е организиран Ротари, малку ќе објаснам за... баш поубаво тоа. Да. Значи вака, Ротари Интернационал... Знаеш зашо да објаснеш? Затоа што народот, тие се богаташи, има там собрани се богаташите, сите дават пари. Далеко од тоа. Значи, може да треба да почнеме од историјата на Ротари, може да така е најлесно за луѓето добро, тоа е добро, да. За тоа е целта не мислат, сакам да го представам вашето здружение, да го представиме на граѓаните и на пошироката јавност, бидејќи реков дека вие благодетни работи правите, помагате. Да. Значи вака, ајде да почнеме од историјата, мислам дека така е најдобро. Како е настанало Ротари? Што е целта на Ротари? Значи Ротари е формирано на 23 февруари 1905 година. Значи тоа е многу одамна, веќе с повеќе од 100 години обстојува и е формирано од еден адвокат во Чикаго, Пол Харис, со една единствена цел да собере професионалци со различни професионални позадини, кои ќе можат да разменуваат идеи и да формират значајни, долготрајни пријателства. Еве, после 100 и кусур години, неговата идеја успеала. И до Кочини дошла по 117 години, одnosno по 107 години ти веќе речеме, нели 10 години постојате. Да. Како ви соработката? Не, ајде докажи се тоа пак е. Да. Сега како е организирано Ротари? Ротари е поделено на зони и на дистрикти. Значи ние имаме среќата да припаѓаме у зоната 21, која опфаќа Западна Европа. Додека сите наши соседи се во зона која опфаќа Источна Европа. Сега зашо ние сме во Западна Европа? Побогати сте. Далеко од тоа. Меѓутоа, Македонија е мала држава и го нема потребниот број на клубови да може самостално да има дистрикт. Исти случај и со Словенија. И Словенија е мала држава и го нема потребниот број да има доволно клубови. И затоа двете држави припаѓаат во еден дистрикт. Дистрикт 19 и 12. Некој начин збртимување е тоа. Па за збртимување со попросто речен кажано, ние едноставно функционираме во еден дистрикт во блиска корелација со сите словенски клубови. Дури оваа колку година... има клубови во Словенија? Значи, колку има во Македонија? Да, во Македонија има 25 клуба. Да, добра бројка. Од кој во Источна Македонија имаме Кочани, Виница и Штип. А другите се Централна и Западна Македонија. Централна и Западна Македонија. Значи таков интерес. Па добро. И веќе се работи на проширување на ротаријанството и во Источна Македонија. 25-ту Македонија рече, така ли? Да, а Словенија? Во Словенија мислам дека има околу 40, не знам точна бројка, мислам дека има околу 40. Колку е потребно за да бидете сами, да не бидете заедно со словенците? По твои, мислам, по тие показатели да, што имате има таму. точна бројка, не знам точната бројка сега да не испадне дека ширам дезинформација, али мислам дека над 50 беше бројката на клубови и број на ротаријанци. Сеќаваш ли се на вашата прва донација? Па јас не сум од самиот почеток на формирањето. Ја мислам дека првата донација беше таму негде на нешто се донираа средства на библиотеката Искра. Имаше там некоја донација имаме информатичка оваква опрема.
Имаше донации, знам, за Нова година правехте донации на луѓето, некои пакети носехте. Да, имаме повеќе ние донации остварено во претходните години. Кои се ви така позначајни, така, според сигурно со Еве вашето? да почнеме да е поблиску што се на кој се Добро. по свежо сеќавам. Значи последна донација Кажаме. реколкава за противпожарните. Претходната година имаше донација во болницата, имаше ехо апарат Да. за детското оделение беше донирано. Сега не е само апарат, него имаше целокупна обука и за докторите како да го користат. Исто така беше спремана и таа просторија дека ќе стое, значи така едно да речеме еден поголем проект. Имавме проект во Виница во училиште, училница на отворено се правеше. Да. Во Кочани тука имавме проект во Свети Кирил и Методи училиштето, Парко што се прави. за најмалите. Па имаше и за болниците, и пред тоа имаше имавме еден мислам. поголем проект, 50 кревети беа донирани, тие некои најсофистицирани кревети. Во клиничка болница во Штип имаме донирано сонди за урологија. Добро, вие трендовето ги следите, што се случуват и така ги давате тоа опремата или Значи, како можете според реализација Имаме на проект? тесна соработка со сите институции во градот и ги следиме нивните потреби и донасаме и користејќи мрежата на Ротари, тражиме најдобар начин која донација најлесно можеме да ја оствариме за да ги задоволиме потребите на средината. За време. Значи со тоа друштвото кажав дека кубурат со опрема некоја, дали би биле на размислување да сакате на тие луѓе да им помогнете, бидејќи они како вас прават благодетна работа, чак што ише у многу тешки услови? Да, ние веќе сме во контакт со тоа друштво и како што реков користиме мрежата на Ротари и со нашите Ротари пријатели од Словенија сме исто во контакт, пошто таму веќе постојат доста такви друштва и сакаме да ги споеме друштвата и да видиме најлесен начин како да дојдат до опрема и до потребна обука ако има. Така да тоа е веќе на агендата за оваа година. Ние како клуб имаме долгорочни проекти, имаме краткорочни проекти. Еве сега ќе искористам оваа прилика да кажам најбрзо нешто што ќе се случува, тоа е еве веќе утре имаме еден настан во организација на општината, значи ден без автомобили. Да. Има По патеката на Оризот. Така, по патеката на Оризот, Ротари клубот традиционално ја поддржува таа Да, организација. со велосипеди мисля Да. дека вас. Сега оваа година одлучивме дека на сите учесници ќе им доделеме флуоресцентни лечиња, со што би сакале да апелираме до учесниците да бидат повидливи во сообраќајот. Значи За дебелите свет како мене има ли? има. Иако не Ние сме спагаш во дебелите. 4x таму, не. Има за сите, да. Обезбедени се значи тие лечиња. Утре би искористил прилика да ги поканам сите наши сограѓани да ни се придружат, интересен настање, да го одбележиме денот без Кој автомобил. поред ја овај што го правите вие дека учествувате? Втори, трети, Па мислам дека може да и пети да е веќе. можда пети. Да, мислам дека од самиот почеток учествуваме, да. Понапред беше да беше акцијата, знам, не со автомобили, да со велосипеди, така се Да. викаше, не таму мислам дека прв пат почна да функционира не 2004 година или така, ако не се лажам. Колку јас што ги пратам тие настани, тоа е исто добро, добра е маршрутата е добра. Да, е доста интересно. Мислам дека до Подлак се негде оди или до Мојанци. Маршрутата за утре е од плоштадот почнува, Да. одиме за Градовци, па после Мојанци, во Подлог се прави мала пауза и се враќаме назад до плоштадот. Добро. Тоа е Паузата е со мала закуска таму. у Подлак е Подлак, мала да, закуската, да. мислам у дворот на црквата Да, дека е тоа. да, Таму да. бидејќи таму традиционално се прават Да. и кои се од денове на Оризо организираат таму исто таму како ги правеа. Значи за ово друштвото речеме Да, окей, веќе сме во контакт со нив, со нашите доброволното партнери. противпожарно друштво, дали Исто имате така- некои контакти, имате нешто помогнано таму? Да, значи веќе Они имаа средствата- сега едно прекрасно дружење пред некој ден има година дена од формирањето. Бевме присутни и на настано. Како што реков, веќе дониравме таму средства за обезбедување на офроад возило.
Исто така сме во преговори со нашите ротаријанци пријатели. Сега да не зборам пред рака, меѓутоа веќе и со двете општини, со Кочани и со Виница, е почнала отворена еден вид соработка. Работеме се обидуваме да донесеме 2 противпожарни возила за двете противпожарни друштва и во Кочани и во Виница. Да. Добро, и они се доста надополнуваат кога има, не дај Боже, тоа не сакани тие последици, не тие пожари. Пожару не знае за граница на општината. Па нема, тоа е природна стихија, тоа не знаеш и кога ќе избие, дека ќе избие. Лани сведоци сме што се случуваше во околината на Кочани. И да не беа тие соработки, тие, како да кажам, противпожарни друштва од околината и од подалеко дојдене. Па примерот што беше горе у Малешевијата од Бугарија, имаше од Словенија, имаше од Австрија, имаше тоа се тие друштва како вашето што прават благодетни работи. Во истиот, извини, ќе те прекинам, во истиот момент кога се случија пожарите, во истиот момент телефоните не престанаа да звонат буквално од сите наши ротаријански пријатели. Значи не само од Македонија, од Словенија беа одма спремни да помогнат да апелират или па дури да донират за сите потреби што ги имаме тука, исто од соседна Бугарија, од ротаријанските друштва беше активирано. Сојузот на ротари клубови на Македонија, значи исто така се активира и сите клубови успеа да соберат одредени средства кои беа донирани кај нас за потребите на пожарникарите. Така да и на тоа работиме. Значи, надополнувате се со другите ротаријански клубови за помош на овие друштва. Да. На мен ќе ми биде искрено мило ако зборите дека сте ги помогнале овие доброволното противпожарно друштво, ако и помогнете и овие горе од пленарот, бидејќи они стварно имаат многу тешки услови. Пред некој ден има една акција за спасување на едно лице што беше исчезнало. Ја гледам по какви терени оде, а тоа е страшна работа, а да не можат да се у комуникација е многу лоша работа. Мислам дека им помогнете. Имате таа можност. Да, користим, ние ги само ја користиме мрежата на ротари. Значи мрежата на ротари, како што реков, е огромна и треба секој ако се потруди во својот домен може да помогне многу. Така да Сашко, гледам, носиш там некои значки тука, преместуваги од една страна на друга, дека значките, што се тие значки таму? Значи, Како ги добивате тие рангове? Вие имате некое рангирање таму во ротари клубо? Нема рангови. Значи во ротари нема рангови, има само раководство на клубот, раководство на дистриктот, раководство на зоната и раководство на... Ама тие значки, јас гледам, кога се зачленувавте, ви даваат значки некои, после ви даваат други значки. Секој тим мора да има своја униформа. Сега, униформата на ротари е едноставна, една миниатурна значка, ова таа што носам тука горе. Тоа е ротари, логото на Ротари Интернационал и ја представува символиката на целото ротари. Оваа другата значка што ја носам е значката на годината на која сум председател. Има ја тука и на екранот. Imagine Rotary е логото или слоганот по кој се водиме оваа година, или замисли го Ротари. Значи секоја, исто како што раководството на клубу се менува и раководството на Ротари Интернационал. Исто на годишно ниво се менува и таму. Оваа година ја имаме среќата за прв пат да имаме жена председател на Ротари Интернешнл. Сега секој председател си одбира тема на која според која ќе се води во таа година. Оваа година председателката одлучи тоа да биде Imagine Rotary или замисли го Ротари. И сега идејата е секој од нас да го замисли Ротари на свој начин и да делува како го замислува. Ја би сакал да го објаснам логото ако може. Да, постига. Значи, логото е доста интересно и стварно ќе ни биде многу кратка емисијата, иначе ако не објаснуваме. За Ротари имаме многу да збориме, така да не се плашам ќе биде кратко. Тука сме отворени сме да збориме. Да. Тоа сме и седнале еден према друг. Да. Значи, вака сега, логото е доста интересно и дури и во Ротари круговите, кога ќе го запраши некој што представува, секој ќе даде различен одговор. Тоа е идејата, значи секој да си го замисли Ротари. Значи, централно горе имаме поставено еден круг и неколку точки околу него. 7 точки или 7 области во кои Ротари се фокусира. Значи, тоа се тие точки. Кругот е централното место во кое
се вршат сите дебати, се разговара и се донасат одлуки како да се действува, како да се помогне на средините во кои действуваме. И сега одоздола има една зелена линија. Екологија. Доста интересна и ке секој различно побудува. Кај мене конкретно тоа ме асоцира на екологија, нешто на здрава животна средина. Сега, само да напоменам. Логото го има направено еден абориджински уметник. Австралија. Да. И потекнува и црпе инспирација од абориджинската култура. Таа зелената линија, според мене, е најбитниот елемент. Во абориджинската култура таа зелена линија ја представува алатка, орудие за обработка на почвата. Или нашки кажано мотика. Значи, да се фанеме за мотика и да сработиме нешто. Оно убаво е така да сработи, ама ние се научиме ко нација да чекаме се некои донации. Значи, донации не доаѓаат сами, ако не си ги побараме, ако не сработиме. Ние како клуб сме доста активни на тоа поле, да не речем, можда и најактивни во Републиката. Од 25, како што спомнав, ротари клуба, ние сме едни од поактивните и действуваме на повеќе полиња. Ајде да искористиме приликата да се пофалиме, значи баш пред некој ден ја завршивме и процедурата за потпишување на договор со Ротари клубот од Штип, заедно како партнери, Фондација за локален развој од Штип и UNDP. Потпишавме договор за соработка на 5 години во вредност од $1.800.000, средства кои ќе бидат слејани не само во нашите две општини, во целиот источен регион. Сега тие $1.800.000 некои се административни, некои делови, мислам дека некои $700.000 реално ќе влезат во проекти во нашите општини. Значи, благодарение на Ротари. $700.000 ќе влезат во двете општини, а другите во другите општини. Не само во двете општини, значи за целиот источен регион. Значи источнопланскиот регион е опфатен со ова, меѓутоа благодарение на Ротари клубовите први две општини се Штип, Кочани и Виница. Што ќе имат предност да се нешто финансира таму, значи треба луѓето треба вие една сондажа да извршите. Проектот е многу убав и ги вклучува сите граѓани, значи ќе има и тоа така наречени community college, значи луѓето ќе се вклучат во тај коледж, ќе дават идеи, ќе се разгледуваат, ќе се гласа во самиот коледж, што е приоритет, што треба да се работи, на кој проект да се посвете и за тоа парите ќе бидат нешто слично кој што ни беше тоа со форум на заедницата, ако не се лажам. И мало е пред неколку години. Имаше тие неколку беа таму, па и мислам пред ако не се лажам пред 4 години пред 4 години пред да почне ова лудилото со ковидот, на една година пред тоа имаше. И имаше некои би искористија се некои проекти да се реализираат со тоа. Да. Вие како ротари сега дали учествувате на некои семинари, дали одете на страна? Тоа ме интересира, мислам и гледачите сигурно би ги заинтересирало тоа. Да, значи ротари организацијата редовно се организираат обуки и семинари за членовите и секоја година и тоа по неколку, не само во Македонија, се организираат и надвор од Македонија. Значи членовите сепак ова е доброволна организација. Членувањето е доброволно и присуството на тие семинари е доброволно. Значи, ако некој има интерес, може да присуствува, ако не може да стане. Ама сами ли си ги финансирате? Да, сите тие се сами финансираат. И дека имахте, ако... Значи, во саботата имавме состанок на Сојузот, кој беше во Велес последно. Не, мислам, надвор од државата дека одете. Надвор од државата во Словенија, во Србија, во Бугарија, сега има на Кипар, мислам дека почува на 5 октомври. Лани имаше во Хјустон, имаше представници од Македонија во Хјустон исто така. Значи низ цел свет. Вие реализирате, кажате проекти, гледате да помогнете со тие проекти на некој нешто што му фали да му се надомести, да му се дадат подобри услови. Ме интересираме дали размислувате нешто за спасување на таа животна средина. Како клуб, бидејќи тоа е многу болна работа. Првата емисија беше вашиот пријател Зоран Тодоров тука, за чиста животна средина разговараме, него вие како друштво, дали нешто... Значи, Зоран Тодоров е наш чартер председател, значи тој е првиот председател во првата година. И е еден од најзаслужните членови во клубот кој го има оформено клуб. Зоран Тодоров исто така беше и координатор на Сојузот на ротари клубови на Македонија, кој е голема титула.
И Вие како Ротари завод, али одете заштита на животната средина е една од главните точки на Ротари. И ние како клуб го следиме тоа и секогаш се вклучуваме во таа акција. Пред короната имавме акција во која се вклучија само нашите членови, правевме чистење на патеката од градче нагоре пешачката патека. И беа донирани канти за отпадоци и повеќе други акции во тај дел. Моментално еден од главните фокуси кои го имаме ние како клуб е борбата со комарците. И тоа е дел од животната средина. Тоа сакам да го спомнам. Да. Значи ние знаеме у Кочани имаме голем проблем со комарите. Па имаме проблеми со овој портал комарец малку. Тоа не е проблем. Тоа е благодет. Значи ние како клуб си заземавме не толку против борба против комарите, него борба против болестите кои ги пренасат комарците. Значи свесни сме дека екзотичните болести кои ги пренасат комарците веќе ни тропат на вратата. Значи зинга и остали маларија веќе сме имали искуство со тоа, за среќа искорената, нели во нашите подрачја е тоа доста актуелно. Меѓутоа, овие нови екзотични болести веќе се диагностицирани на границата со Македонија. Значи во Кукуш веќе има диагностицирани. Тоа е на колку? На 30 километри од границата, на 20. Во Грција? Да. Тие се веќе диагностицирани. Комарците, според луѓето кои се стручњаци за тоа, велат дека комарецот може да прелета 20 километри без проблем. Така да во секој момент може да имаме проблеми со тоа. Ние како клуб се ангажиравме малку да навлеземе во таа тема. Да. И започнавме еден долгогодишен проект кој има за цел да ја подигне свеста за опасноста од комарците како прва точка. Посебно тоа има за цел да донесе експерти кои ќе дефинират кој тип на комарици, кој подтип на комарец, пошто такво истражување мислам дека не е правено Никој пат може да во бивша Југославија. Да, ние имаме комарци што се, ајде да кажем, што се мрестат по оризните ниви кога има вода и тука не е тоа проблем. И толку и не знаеме ниту какви комарци, ниту. Сега стручњаците викат дека ако се намале бројот на комарци на еден тип, друг тип ќе се појави. Значи има тигристиот комарец, мислам дека тај не е кај нас, тигристиот комарец кој ја пренаса тие екзотичните болести. Комарците кои ги има кај нас може да го спречува да дојде, пошто има ривалство и меѓу комарите. Сега тоа е вториот чекор кој треба да се идентификуваат кој тип на комарец. И после тоа доваѓа нареден чекор да се најде начин да се стабилизира бројот на комарци, не да се истребат комарците, пошто они се дел од екосистема. Па и хранзе со ни не лежи, има со тие инсекти, жабите тие кои се. Сега ќе го спомнеме и тоа. Значи, благодарение на тоа што кај нас не е направена таква анализа, и се прави стихино, ајде ќе прскаме против комарци, прскаме. Што прскаме? Ние прскаме со те нешто што не знам, ние ги само подлютуваме. Па ќе ми извиняваш, јас во времето на Југославија, кога се прскаше си тога од комарец, ама тога и со етиол мислам дека прска, со некое нешто јако што стварно сметаше на дишите падишта, ама тоа беше за кратко, али потоп правеше. Да, ама благодарение на тоа имаме друг проблем. Значи, во времето кога се е тоа прскало, ќе те прашувам искрено, кога последен пат виде арапланче или ова вилно конче? Па вилно конче немам видено ја неколку години. Напред ги имаше, ние риби ловехме со ни. Знаеш ли дека вилното конче е најголемиот предатор на комарците? Да, оно ги јаде. Не само нив, него и ларвите. Ние со прскањето против комарци го имаме истребено вилното конче. И сега имаме проблем, бројот на комарците пораснал, ние немаме природен предатор за нив. Баш поради таа причина, Ротари клубот си зазема за цел прво да ја подигнеме свеста меѓу граѓаните и надлежните за опасност. Наскоро во централното градско подрачје ќе биде поставена монументална уметничка инсталација токму вилно конче. Да.
Тоа го имате, мислам, уште пред Да. 2 години таа идеја. Таа идеја Мислам, веќе Орхан дека ја прави, да. ако не се лажи. Нашиот уметник Орхан Кемилов. Да, да. Тоа е веќе во завршна фаза, се А надевам дека мислите во да го поставите и тоа е Значи- многу интересно. Имаше предлози, ки извиняваш, имаше Да. предлози кои сегаш дали да биде у парко, дали да биде горе дека е централното градско подрачје, тука не Значи, нека и Трговски. општината одреди локација за таа уметничка инсталација на почеток на градскиот парк. Тоа е тука пред детското игралиште Да. ќе биде поставено. Према летната сцена која се оде до згор, Да, значи да, кој се одозгоре кој доаѓа. се Па оде, добро, да, добро, таму добро, ќе интересна биде, да, локација, да. само дали ќе даде Господ векот и ние луѓето знаеш како сме. Тоа али тоа е сепак до совеста на луѓето. Доврши си за комрците што Значи сакаш тоа е да. тоа е првиот чекор кој сакаме да го направиме, е да подигнеме свеста за меѓу граѓаните и надлежните дека ние треба да се бореме против комрците со ресурсите кои постојат на секаде. Значи да се направи едно истражување, да видиме дали тие средства кои се користат за комрците се штетни против вилните кончиња. Ние веќе имаме стапено во контакт со универзитетите, од светските универзитети, од Кембридж имаме контакти, имаме од Корнел контакти и има истражувања кои ние планираме да ги донесеме тука и да бидат применети. Например, во многу земји се градат мали езерца со чиста вода, во кои тие вилни кончиња се размножуваат и после тоа автоматски они се борат против комрците и се намалува бројот на комрци. Тоа е само уништување, тоа е природен процес како што јас гледај, ја не сум од тие баш многу младите, значи памтам ги и времињата понапред кога стварно да не кажам ајде вриеше со тие вилни кончиња, ние арапланчиња ги викавме. Тоа викам ти ловехме риби на ни и ние ги истребувавме, значи рибарите. Тоа е минимално. Ама тоа е малку, да, со прскањето многу се настрадува. Друго нешто околу тоа, околу не комрци, нешто друго за заштита на околината, нешто да имате размислување. Да, значи еве кај нас во Ротари ние имаме Ротари календар и во тај календар има предвидено кој месец на кои теми ќе се работи. Во месец март е месецот на водата. Во тај дел имаме предвидено за оваа година неколку кампањи. Една од кампањите ќе биде испитување на водите од приватните бунари. Значи, ние знаеме дека во нашиот регион има доста приватни бунари, меѓутоа луѓето не знаејќи или несвесно не ја не испитува таа вода, па може да ја користат и да доведе до несакани последици. И затоа ние ќе преземеме на акција во која ќе си направиме на масово. Колку вие финансирате како Па ќе најдеме начин за финансирање да ние. Да. Друго нешто околу тоа животната средина. Ме интересираат тие теми Да, за да. животна средина. Ја не случајно кога го почнава овај серијал да го работам, не случајно го Тодоров викна како он е тај што е моментално за заштита на животна средина. Да. Значи исто така ние работиме и на пошумување. Значи знаеме нели пожарите кои нанесува огромни штети во нашата околина. Ланската година направивме едно пошумување тука над Ѓубрето, таму еден рид, поголем рид заедно со Црвен крст и со сега забрав името на државната установа за шуми, Македонски шуми, да, со помош на нив направиме едно поголемо пошумување. За оваа година се исто планирани поголеми пошумувања. Работиме на тоа да обезбедиме садници и да направиме една поголема акција за пошумување во која ќе се вклучат повеќе граѓани и ќе пробаме да го рехабилитираме тај дел кој беше изгорен. Вие сте прва екипа, да речеме, ајде, сениорска, ама имате и подмладок ротаријанци. Да, значи Нешто за тие младите, како се уклучуваат во вашето друштво, ме интересира што имат задачи, они што работат, какви се им активностите, као председател мора да го знаеш тоа. Да. Значи вака се Ротари како организација се грижи за продолжување на својата лоза и заради тоа има уште два вида на Ротари клубови, тоа се Ротаракт и Интеракт. Ротаракт се луѓе од 18 до 36 години, а Интеракт се деца од 12 до 18 години.
Нашиот клуб е еден од ретките во Македонија кој има и Ротаракт и Интеракт. Значи во Кочани Виница функционираат клубови Ротаракт клуб Кочани Виница и Интеракт клуб Кочани Виница. Ротаракт клубот има поголема флексибилност и настапува самостално, пошто станува збор за полнолетни лица и можат да действуваат самостално и они имат нивни проекти и нивна агенда која повторно е по началата на Ротари, меѓутоа може да ги прават тие проекти и самостално. Интеракт станува збор за малолетни лица и заради тоа они се малце под покровителство на Ротари. Меѓутоа и они самите како заедница се среќават на редовни состаноци, разговарат на темите кои се актуелни и донасат одлуки во кој дел би се вклучили. После тоа го излагат пред Ротари и ние сме тука да го поддржаме тоа финансиски, да го поддржаме со работна сила и слично. И двете организации можам да речем дека функционираат безпрекорно. Соработката и со двете ни е идеална. Еве, за вечер веќе имаме закажено состанок раководствата на Ротари, на Ротаракт и на Интеракт, со цел да се припремаме за утрешниот ден во кој ќе се вклучат и они. Доста сериозно се сте земале работа за утре за организацијата. Тоа радуваме мене, значи не оставате ништо на случајност. Јас не се сеќавам на многу работи, некако многу малку се како застапени тие помлади дечки, мислам у јавноста кај нас. Последно мислам дека беше едно што се јас сеќавам, сега тоа малку да доми и публицитет на тоа. Беше кога се грижа за сообраќај, ако се сеќаваш тие нени пароли што ги носят таму, внимавај како возеш, некој дома те чека, такви работи. Мислам и слични пароли, а што меѓу време е било друго и не би било ферски, значи за мене не би било ферски. Значи вие ако ги имате вашите активности, ние доваѓаме до сознанија медиумите у градот. Градот има 5 медиума сега се има 2 телевизии, 2 портала и 1 радио. И доваѓаме ние до тие податци. Меѓутоа за младите никој не доваѓаме до податоци. Па младите претежно се застапени на социјалните мрежи, нели млади како млади, да. Они ги баратат тие социјалните мрежи и се доста застапени таму и Ротаракт и Интеракт. Они застапени се, ама мислам ние активности ние не доваѓаме до информации, а ретко доваѓаме. Да, добра забелешка е тоа, јас како председател ќе си преземам одговорност да разговарам со тој и медиумите на Ники им помогнат, меѓутоа и јавноста ќе запознаат ути секој на социјалните мрежи, извини така, секој на социјалните мрежи од тие младите секој активни, не викаме дека не се, они се многу активни и они за поздравување тоа што го работат. Меѓутоа постарите не знаат што они работат, они не ги следат многу социјалните мрежи. Ние чекат некој да им презентира вест, дали ќе биде преку телевизија, дали преку радио, дали преку некој портал. И затоа ти викам, тоа те прашах. Идејата е добра, значи исто како и Ротари клубо и Ротаракт и Интеракт имат раководства кои се менуваат секоја година. И сега најдобро би било раководството да ги контактира медиумите, да ги известува. Меѓутоа они пошто действуваат, например, Интеракт, на се повише нивните настани се организирани со цел да помогнат на младите и они сметат дека на младите можат полесно да им пристапат преку социјалните мрежи и затоа најверојатно ги користат. И тоа примерот е добра и јас ќе разговарам со нив и ќе им пренесам да ги контактират медиумите, да бидат малце по Јас сум малку личност што цел живот сум некој врзан со спорт. На мене ми е спорт од душата. Јас си кажувам поштено, ја не сум некој да сум читал книги, да ме интересират книги тоа. Филмове, да, спорт, да. И многу малку сум засегнан околу фудбалскиот клуб Осогово, една тема ќе онадам, за размислување ќе ви давам на вас. Дали може, благодарение на Сдруженијето на граѓани што е Никола Мантов, доста амбициозни дечки што јас од мој лично име секој пат им се заблагодарувам за се што прават они за клубот, постојат мислам 2-3 години они. Они дојдоа на една идеја да отворат имаше едно бифе на стадионот, ако се сеќавате, они го избелија до тера, изчистија го и сакат да направат една теретана, што ќе ја користат спортистите. Ние имаме тука женски фудбалски клуб, имаме Осогово, ако е третолигаш, има второлига у младинските категории на вторите лиги.
имат дечиња што прекрасно одуват и наместо да трошат го времето они по некои теретани, они сакат тука теретани. Меѓутоа јас знам дека они малку кубурат со средства. И имат еден апел за собирање. Не дали би размислиле вие ако можете нешто да помогнете у тај дел, некоја опрема да им се земе нешто. Тоа е одлична идеја и може да се направи многу у тај дел. Конкретно што го спомнав овај проектот што го почнавме со Ротари клуб Штип и фондацијата за локален развој. Значи, ќе има отворени повици, може многу едноставно да се обезбедат средства за тие потребни уреди за теретаната, да. Што треба они да направат, например? Едноставно треба само да направат на еден обичен лист да напишат еден вид, не проект, него ние имаме идеја во и да се направи, потребно ни е тоа и да го достават до нас. Мислам дека тоа дефинитивно може да се и може брзо да се реализира. Да. Ние ако збориме така од страна дека немаме ние спорт у градо, немаме ова. У клубу Осуго моментално кога ќе земеш сите генерации, имат сега они помлади пионери, кадети, младинци, имат сениорска екипа. Па ја мислам дека преку повеќе од 100-120 души, 120 личности се уклучени у тај клуб, у тоа спортско друштво. Земете ги девојчињата. Девојчињата исто така се доста активни. Имаме школи овие што се без разлика што тие школи се посебно делуваат, меѓутоа може и они ќе изразат желба да сакат некои деца, они се тие што ги ранат со овие клубове, со они од мали категории, пошто ги ранат со играчи. Значи идејата е добра, јас ќе држам за збор малку вас, ќе разговарам и со нив, мислам дека идејата ќе биде и од нивна страна прифанена, едно барање да поднесат до вас и да се реализира. Да, мислам дека може тоа да го спроведеме конкретно преку овај проект, пошто стварно ќе има многу такви отворени повици за тоа. Проектот функционира на принципот да си помогнеме сами. Значи, они веќе го имат направено првиот чекор, веќе имат обезбедено просторија, имат ја припремано просторија. Избелена, дотерна, прекрасна значи, работа. Они конкретно веќе имат го исполнето првиот дел од првиот услов, мислиш? Првиот услов, да. А тоа е они веќе се вложиле 60% од уште опрема им фале, значи. Ја мислам дека може, значи едноставно нека напишете едно. Ја имах, знаеш, многу до размислување со тај стадион. Имам едно размислување, сакам со и градоначалникот некој пат ќе поканам во емисија да гостува тука. Само на 100 метра, нема ни 100 метра е топлата вода кај што тече. Да. Значи, зашо да не се искористи тие ресурси да се искористат за да се загрева стадионот, да не се троше струја. Сега гледаме какви се приликите. Имаме покриена трибина на која може да стават тие фотоволтаични, исто така за производство на струја да се користи за. Значи имаме ние прекрасни услови. Нашиот стадион, ќе ти кажам, по мене е еден од подобрите од постарите стадиони со прекрасна инфраструктура. Треба малку да се вложи, малку да има амбициозни луѓе, малку да ги забрзаме работите, да дојдеме до посаканите ефекти. Значи се што треба е само малку да се замислиме и да се насочиме према нешто и се може да се оствари. Саше, нешто така при крај сум со разговорот, немам некои други идеи, нешто да би те прашал, мислам дека глобалните работи ги опфанаме. Нешто што не сум начинал тема, си сакал да кажеш, можеш слободно да ја изнесеш за крај. Да, кога сме веќе кај спортот, ние активно како клуб го помагаме и поттикнуваме спортот. Ланската година за прв пат се организира Ротари Ран, значи еден вид маратон во Кочани. Идејата е тај маратон да прерасне во традиционален. Значи, како што има во Скопје маратон, не знам, во Њујорк, по улиците на Кочани беше. Да, така и ланската година беше. Оваа година повторно ќе биде организиран низ улиците на Кочани. Сега ќе го надоградиме, ланската година беше со на 5 и на 10 километри, ако дозволат условите, сега ќе го надоградиме и на 20 километри. И имате искуство на година веќе, имате грешки, некои што имахте лани ненамерно направени, сега сте подучени и мислам дека ги направите. При секоја организација кога се организира прв пат се јавуваат некои грешки, ако беше за прв пат, мислам дека поменава феноменално, имавме голем одзив, имаше позитивни критики имаше. Да, имаше тркачи од цела Македонија.
Мислам дека имаше дури некои интернационални тркачи. Оваа година веќе е тоа најавено во федерацијата на пуштени се покани, мислам дека ќе биде и од интернационален карактер. Така да како клуб стварно сакаме да помогнеме во спортот и секоја иницијатива која има ние би ја поддржале. Тесно соработуваме со сите организации и со општината и во општина Виница и со општина Кочани, сите невладини, значи ние сме отворени за соработка и спремни да се ставиме во акција. Секогаш финансиите се главна тема, нели, во секој проект. Можеме да кажеме дека финансии не е лесно да се дојдат до финансии, меѓутоа ако имаме реални проекти, финансии постојат. Ротари Интернационал поседува и фондација. Значи во таа фондација ние како членови на Ротари со плаќање на нашата членарина дел оди во таа фондација. Од таа фондација после тие средства може да се користат за проекти. Меѓутоа треба да го имаме проекто реално одржлив проект. Се што треба е да имаме проекти на хартија и средства од фондацијата може да бидат обезбедени. Значи баш тоа го гледав пред некој ден. Периодот 2020-2021 333 милиона се потрошени од таа фондација за одржливи проекти. Тоа е цифра добра. Така да еве можеме да кажеме за примери од соседна Србија. Значи соседна Србија исто ротари клубовите од Србија, тоа они се во друг дистрикт. Ние имаме доста добра соработка со клубовите од Србија, дури имаме и побратимени клубови од Србија. Имаме во Ниш побратимски клуб, имаме во Белград, во Сремска Митровица и дури бевме партнери, партнери, значи тоа е странски партнер, во еден Global Grant ги викаме ние тие проекти. Во 630 училишта во Србија беа поделени наставни помагала, дронови за децата да учат програмирање. И ние бевме, Ротари клубот Кочани Виница беше главен партнер во тај проект. Така да сума сумарум, значи кажате, вие сте отворени да разговарате, со сите отворени сте да колку имате можности да помогнеме, ние ќе бидеме отворени за вас секој пат кога ќе имате некоја потреба да ги запознаеме нашите гледачи, да дојдете у нашето студио, да изразите желба, да седнеме, да поразговараме, не мора да биде некоја емисија, може да биде и од неколку минути кратко нешто, ама тоа да имаме цел да го презентираме, бидејќи граѓаните треба стварно да бидат информирани. Јас сум за тие работи. Информацијата е многу битна и треба граѓаните да бидат информирани, бидејќи на тај начин можеме да си помогнеме многу на себе. Сашко, фала ти што беше гост у дел, да кажем, од овај проект Јаша го почнав. Разговор со Џони, тоа е едно продолжување, знаеш, на некој имаше у една телевизија, тие емисии ги имаха, ама сега полека и ние малку ќе се прилагодуваме со оваа нова техника што ја направија. Фала ти уште еднаш што дојде, беше ми драго што ми беше гост. Реков, отворени сме за соработка, се што ви треба, ротари, младите, старите, и ротари, ротаракти, кои ги викате тамо, дека изразат желба да дојдат да седнеме да поразговараме. Благодарам на поканата, стварно ми беше чест да видам ваш гостин, се надевам дека нема да биде и последен пат, така да се дружиме и ќе работиме заедно. Да сме живи и здрави. Тоа е најважното. Најбитно, да.